Ќе работи ли човекот 4, а ќе одмара 3 дена е прашањето кое си го поставува секој поединец на планетата откако поедини развиени држави започнаа тестирање на оваа опција. Факт е дека скратена работна недела веќе има во повеќе земји, но меѓу нив предничи Британија, која по Брекзитот бара начини во многу нешта да биде пред другите. По оптимистичките резултати од експериментот и во нашата држава започна да се размислува дали и за колку време би можело наместо 5 да се практицира 4-дневно работење во неделата. Оптимизмот го подгрева фактот што голем број странски инвестиции, односно компании, функционираат во земјава, логично е да се очекува тие да повлечат нога во воведување на скратена работна недела. Инаку во Британија, која е отидена најдалеку во експериментот, 3000 работници во 61 компанија учествувале во пробна 4-дневна работна недела во 2022 година. Од 61 компанија, 56 изјавиле дека уште за одреден период ќе продолжат со 4-дневната недела, а 18 веќе одлучиле тоа да биде нивна постојана политика. Од пиварници до продавници за риби и чипсови и развоен софтвер до фирми за регрутирање се меѓу фирмите кои им возможиле на работниците да доаѓаат на работа 4 дена во второто полугодие лани. Извештајот за проценка на влијанието пренесен од BBC покажал дека тоа има огромни придобивки за вработените, но пред сите да се одлучат за 4-дневна недела со целосна плата, работодавачите ќе треба да видат колку е зголемувањето на продуктивноста. Имено работниците ќе треба да креираат услуги и производи за 4 дена, што вообичаено ги создаваа за 5, за да ја заработат истата плата. Ваквиот раст на продуктивноста се покажа како несовладлив предизвик за економијата на Велика Британија. Покрај Британија и Данска, Исланд, Шпанија, Нов Зеланд се земјите каде овој модел се тестира.